Благодарам. Ајде да продискутираме малку за економско-финансиската состојба на и буџетот и да споредиме одредени факти и податоци, без цинизам, без некои ниски страсти и провокаторство, без внесување на некои тези во овие разговори кога ќе бидете притиснати до тесно затоа што сте немали никакви резултати во минатото и кога треба да го правите тоа што единствено го знаете, мислам дека е прочитано од македонската јавност и соодветно на тоа народот си кажува на избори. И наместо да зборуваме за средства во спортот, ќе зборуваме за меѓуетнички тензии, ќе се прави тука некој жртва и така натака. И затоа јас одбирам секогаш да дискутирам со бројки. Затоа што може на некое нешто да имаме различни агли од гледањето, но бројки се бројки. И тие укажуваат на нешто што е многу поразлично од тоа што било претходно. Пред неколку дена колегата Пренџав каже една многу интересна кованица, која што е суштинска вистина, а тоа е дека не може некој кој што управувал некој сектор и кој што бил директно одговорен за да дојдеме во ситуација во која што сме сега, да излезе тука и да изигрува експерт. Како што јас нема да можам за некој време од сега да изигрувам експерт за парламентарна демократија, сум бил учесник во нештата кои што можеби ќе донесат нешто лошо за оваа држава. А дали работиме добро или лошо, тоа го кажуваат граѓаните. И затоа велам, бројките се такви какви што се, а бројките се во диаметрална спротивност која што укажува на едно поинакво расположение од граѓаните. А тоа е дека со оние политики кои што ние ги превземаме од аспект на економијата, граѓаните укажуваат дека се задоволни. Да зборуваме за секоја сфера на општеството. И ајде дека, јас тоа што ќе го кажам е мој став, некој тука што ќе каже негов став, може ли да се согласиме околу еден заеднички став? И сметам дека има таков документ, и тој документ го имам тука и немав можност вчера да го продискутирам, а тоа е есенскиот економски извештај на Европската комисија. Европската комисија дава извештај за тоа каде се движи економијата. И почитувани колеги, особено почитувана јавност, секогаш кога ќе имаме вакви амандмани, случајно или можеби не, од тие кои што се првопотпишани и кои што ги предлагаат, секогаш имате еден најмал заеднички содржател. Само споредете. Дали се работел за спорт, дали се работи за инфраструктура, дали се работи за економија, секогаш има доделување и делење. Секогаш некој нешто од буџетот треба да подели некому и тоа поделување треба да биде на многу едноставен начин. А кој е начинот? Како до сега? Ете, направете анализа на секој еден амандман. Секаде има некакво делење. Некој некаде нешто да земе и некој некаде нешто да даде. И сега се поставува логично прашањето. Ако одиме како до сега, каква економска ситуација имавме во државата пред 15 месеци? Сите знаеме. Не може да бидеме експерти. Тоа така не бива. Тоа така не бива. И сега кога ќе бидеме протиснати со бројките, идеме дека некој не почитува нечива националност, па ќе се правиме жртви, па ќе провоцираме, па тука сега ќе правиме од себе театар и тоа е во ред. Но тоа може да помине кај колегите на моменталното нивно расположение, граѓаните на избори не го прифаќаат. Но тоа си е ваша работа, тоа не е моја работа. Еве вака, во овој извештајов, во само една реченица, го побива сето она кое што е напишано во амандманот. Вели вака, приватните инвестиции имаат корист од подобрувањето на амбиентот и субвенционираното финансирање преку заеми од Унгарија. Затоа што тука на оваа говорница се паѓаше во несвес. Тука на оваа говорница тоа беше укажувано дека ќе донесе крах на системот, дека ќе има некакво робство, нешто дека ќе се случи лошо и така натака. А ние што имаме? Имаме 5 квартали поред растот над 3%. 5 квартали поред раст над 3%. Да, имаме точно и намален јавен долг. Да, точно. Имаме и намален дефицит наредната година. Да, точно имаме собрано повеќе даноци. Да, точно имаме собрано и повеќе царини. Да, точно институциите функционираат. Не ме верувајте на мене, еве го извештајчето. Еве го, зашто тој збор некако многу ве асоцира на нешто можеби кое што не ви е блиско до вас, еве го.
Ке го оставам ако сакате тука. Ајде да зборуваме за ова што го држам во раката. Или знаете што вели? Вика, јавните работи на патните коридори 8 и 10 започнаа во 2025 година. Не во 2024, не во 2023, во 2025 година. Знаете што пишува тука? Дека растот на потрошувачката на домаќинствата се зголеми по слабите перформанси во 2024 година. По слабите перформанси во 2024, но потоа поддржано од зголемувањето на реалните расположливи приходи, поттикнати од силниот раст на платите и на пензиите. Да, точно е, се зголемија пензиите за 7.000 денари. Да, точно е дека фондот е стабилен, нема да пропадне, нема да биде крах, ништо нема да се случи. Да, точно е дека пораснаа платите на јавната администрација. Да, точно е дека нетото плата порасна за 10,5% за една година. Да, тоа е точно. И за тоа можеме да зборуваме. Има тука и уште една работа која што е точна, ете нема да ја слушнеме затоа што ќе слушаме за навивање од трибини, дека некој некого сакал, дека некој некого не сакал, дека ние сме биле вакви или онакви. Тоа е во ред. Јас тоа можам да го прифатам и нашиот премиер има еден убав збор, тоа е политичка естрада. Во ред. Повторно ќе кажам и една друга бројка, затоа што во Комисија за финансирање буџет треба да зборуваме за бројки. 2020 година ние кога станавме пратеници, во 2021 локалните избори со однос беа ВМРО ДПМН кога станавме ние пратеници имаше 3 градоначалника, 2021 имаше 44. Голем дел од тоа има и пратеничката група. Со аргументите, со расправите во парламентот, впрочем, голем дел од вас доаѓавте тука, од тука се знаеме. Вие бевте министри, сме се соочувале на пратенички прашања, така натака и така натака. Вие кога станавте пратеници, СДСМ имаше 18 градоначалника, сега има 26. И тоа да не бројам каде се изгубивте и како ги изгубивте изборите. И не ми е поентата тука да ликувам, поентата ми е да укажам на нешто друго. Дека ние можеме да си се правиме самите себе си жртви, дека сме угнетувани, дека некој некого не сака, дека некој некого сака, дека некој субвенционира навивање на трибини, нешто што врска нема. Но нема да зборуваме за ова што е овде. А овде знаете што има покрај другото кое што еве го зборуваме и со неколку дена се создава како некаков шум дека е све катастрофално. Вика, во неа се предвидува инфлацијата годинева да биде нешто повисока од претходно очекуваното, но и дека таа до 2027 година ќе достигне целта на Централната банка за инфлацијската стапка од 2%. И дека Централната банка ја намали основната каматна стапка во неколку наврати од 6,3% во септември 2024 до 5,35% во февруари 2025. И овде го пишува. Знаете друго што пишува во овој извештај? Во документот се додава дека македонскиот извоз и увоз во првата половина од 2025 година забележаа подобри резултати од тоа што беше предвидено со пролетната прогноза на Европската комисија. Еве го, ова не сум јас, ова не е Бране, Пренџов, Дафина или некој друг. Еве го. Ама за ова нема да слушнеме. Ке слушаме за навивање од трибини, ке слушаме за УЧК, ке слушаме дека некој некого не сакал, ке слушаме дека некој има проблем на национална основа, ама ова нема да го. Ова не се збори за. Или вели дека Европската комисија посочува дека во првите 9 месеци од годината е регистрирано силно зголемување, повторувам, силно зголемување на даночните приходи, при што во ребалансот на буџетот во јули годинава беа зголемени и проекциите за приходите без промена на целта од дефицит од 4%. Ова е реалноста во нашата држава. Ова е реалноста. Можеме ние тука да создаваме магла од други теми. Тие теми ќе поминат само што ќе се симнеме од говорницата. Ние сме сигурни во тоа што го работиме. Ние сме многу сигурни во тоа што го работиме, заради тоа што континуирано добиваме потврда од граѓаните. Така да, во ред, вие терајте вашата политика, ние ќе ја тераме нашата политика. На крајот, граѓаните ќе кажат, само таму каде што сте тргнале, не сте не научиле лекцијата тоа како владеевте. А владеевте на начин на кој што завршивте на историски минимум од 150.000 па 125.000 глас. На ваков начин како што се однесуваат и со амандманската расправа и со општата расправа, не може да отидете повеќе од тој минимум. Баталете ги другите теми. Обвинувајте колку сакате. Правете што сакате. Провоцирајте, инсинуирајте. Не е тоа важно. Важно е кога ќе заврши амандманската расправа дека граѓаните ќе добијат нов буџет. А во тој буџет ќе има повеќе пари за плати, повеќе пари за пензии,
ќе има нова железница, ќе има нов автопат, ќе има нов експресни локални патишта, нови водоводи, нови канализација, нови театри, нови стадиони, нови игралишта, ќе има повеќе за сите граѓани. Тоа е единствено она што е важно и тоа ни е нашиот приоритет. Благодарам.